Сдруженијето на пензионери на општина Кочани на 13 август на Пониква го организираше 14-тиот собир на пензионерите од Република Македонија под покровителство на општина Кочани. Дури 25 пензионерски друштва од целата држава се одзваа на поканата, навикнати на одлична организација и убави мигови со дружење и забава. Спортско-рекреативниот центар беше полн со посетители, од кои најголем број за прв пат што има возможност да уживаат во планинскиот амбиент и чистиот воздух. Дури ниту заросувањето силен дожд на неколку наврати не им го поремети расположението на многобројните гости. Во името на домаќинот на собирот, Сдруженијето на пензионери од Кочани, на присутните им се обрати председателот Ѓорги Серафимов. Почитувани пензионерки и пензионери од Македонија, јас сум посебно благодарен и захвален и од името на пензионерите на Сдруженијето од Кочани при овакво време. Вашето доаѓање овде со големо добредојде, да се осеќате како дома, да се осеќате пријатно, без разлика дали врне или вее, што викаат председателот на станката. Така да нас, пензионерите, не може ништо да не сопре, ако сакаме да се видиме и да се дружиме. Пензионерите ги поздрави и председателката на Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Македонија, Станка Трајкова. Имам особена чест и задоволство, нели, да ви поздравам од Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија и да ви пожелам убав престој на Пониква, бавата, прекрасна убавица во овој град. Пред мене гледам импозантна бројка на пензионери што средбата ја прави да биде што помасово. Очигледно е дека сите пензионери посакуваат да излезат од своите домови, бидејќи само со дружење и комуникација се надминува осаменоста, што е голем непријател на пензионерите, односно на возрастните лица. За развојот на Пониква од туристички аспект зборуваше градоначалникот Љупчо Папазов, кој воедно го прогласи собирот за отворен. Првиот чекор кој доведе до масовен развој и повраток на луѓето на Пониква и на Согорските планини започнува со изградба на пристапниот пат. Ние сме оддалечени 20 километри од градот Кочани и не води, бевте сведоци, еден прекрасен асфалтен пат кој го нема на многу места во државата и пошироко на Балканот. Со изградбата на пристапниот пат започнува изградбата и на детското одморалиште кое се наоѓа на местото каде што пристигнавте. Со изградбата на детското одморалиште почнуваат да доаѓаат младите на Пониква, почнува да доаѓа цела Македонија, почнува да доаѓа од цела Југославија летувалци кои ги користеа убавините на Пониква. Со трансформацијата и формирањето на нашата независна Република Македонија започнува полека развојот и на овој дел од државата и на делот од територијата која делиме заедно со општина Пробиштип. Се формираат урбанистичките планови. Со самата урбанизација и изработката на деталните урбанистички планови почнува изградбата и на викет населбите. Асфалтниот пат ги дели општина Пробиштип и општина Кочани. Сметам дека локалните самоуправи, она што го имат започнато од поодамна, ќе продолжат да го развиват, ќе овозможиме Пониква да биде дом за многу луѓе од територијата на Република Македонија, заради тоа што викенд куки овде изградија многу луѓе кои ги препознаа убавините на нашата планина. Потоа следуваше музика и ора кој им пружија вистинско задоволство на пензионерите. Многумина од нив ја посетија црквата Свети Васили Велики, објектите од старите касарни, викенд населбите и преубавиот хотел Магнолија.